Добро вечер, вие сте со 24 анализа, вечерва со мене, Менче Атанасова Точи. Што се очекува од лекарите во примарното здравство? Со какви проблеми се соочуваат тие, но и пациентите? Каква е разликата меѓу семејните и матичните лекари? Каде застанаа реформите? Вечерва гости во студиото се доктор Лилија Чолакова-Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Љупчо Захариев, Сдружение на општа и семејна медицина, и доктор Љубомир Стефановски, вие сте председател на Комисија за реформи во здравството при Лекарската комора. Добре дојде за сите. Лекарите од општа медицина, матичните лекари, семејните лекари се првата и многу важна алка во здравствениот систем, во чии што раце се наоѓа здравјето и животот на граѓаните, нели? Но често се вели матичните лекари издаваат упати, издаваат рецепти, исполнуваат желби на пациентите. Вистина ли е тоа? Можам да кажам да матичните доктори се навистина многу важен дел од сегментот на здравствениот систем. Можам да кажам и најважниот, заради тоа што ние сме столбот на целокупниот здравствен систем во Република Македонија и сите реформи и се што почнува во здравството почнува баш од овие 1567 матични доктори, кои што се грижат за здравјето на овој народ во Република Македонија. Точно е да навистина бројот на влезови кај матичните доктори е енормен. Таков е системот поставен, кој што за одредени работи мораме да го упатиме пациентот да добие упат и препорака од одреден специјалист, за да запазиме критериуми за одредени критериуми за боловања. Повторно треба специјалисти. Има огромна разлика од кога сум почнала во 92 година, заради тоа што сум една од првите 10 кое што приватно сега бараат желби, исполнувате желби. Кажувам за начин на функционирање на здравствен систем. Значи кога бев почетник, можев да го упатам и директно на тироидна жлезда да испита хормони, можев и на клиника да го упатам, нормално врз основа на моите знаења, врз основа на мојот квалитет на совладаноста на целата медицинска наука, додека со тек на време се поставија критериуми за упатување, критериуми за припишување на лекови и едноставно државата, за да може да штеди и рационално да се троши тој здравствен денар, имаме процедури за кои што и за што сме нешто стручни, некогаш, значи јас ако видам ТСХ-то дека е многу високо, можам да знам што треба да дадам, но должна сум по сите тие начини на упатување да го упатам пациентот кај интернист. Баш ми е драго што сте, мило ми е што сте од повеќе градови, вие сте од Велес, вие сте од Радовиш, како е таму кај вас? Па ситуацијата во здравствениот систем скоро секаде се рефлектира оваа состојба во државата што ја имаме и имајќи во предвид сите последни настани што се случуваат во делот на иселување, односно едноставно напуштање на матичната држава на голем број на лекари. Да, скоро секаде се случува, така да во наредниот период, имајќи во предвид и возрастната популација на матичните лекари, ќе се доведеме во една лоша ситуација. Во однос на делот на самото функционирање во здравствениот систем, комплетно се совпаѓа со целокупното функционирање и работење, како што претходно спомна колешката Лили, дека како што е во Велес е нешто слично и во Радовиш, затоа што мој термин, чекања, приоритетни голем број на матични лекари, сметам и семејни лекари дека се компетентни, дека се доволно остручени и обучени да водат одредени хронични заболувања, да водат одредени заболувања со своите компетенции и знаења, меѓутоа со тој ограничувачки фактор се доведуваат во една доста ситуација во која што имаме повеќе оптеретување, повеќе администрација и на крајот, што е најбитното, многу повеќе ги шетаме пациентите, отколку што треба да бидеме вклучени во функција, во нивна функција за пружење на здравствена заштита. Ке кажеме и за тоа, за проблемите понатаму, оваа алка сепак може и да се скине. Која е просечната старост на лекарите во државата и што можеме да очекуваме во наредните години? Прво да одговорам на прашањето, во примарна здравствена заштита просечната старост е 57-58 години. Но ништо подобро не е во секундарната, терцијалната, може би малку. Тоа се должи на евентуално на водењето на
повеќе фактори. Едно од факторите е лоша политика водење на уписите на факултети. Потоа можеби лоша расподелба на лекарите низ Македонија. Потоа да кажеме регионализацијата со појава на разли регионални центри во Република Македонија. Потоа одливот на млади стручни кадри. Слабото, да кажеме, економска не само да нафалам слабата, значи економска моќ. Така да можеби сето ова се рефлектира на моменталната состојба со здравството и со пред се во примарната здравствена заштита. Проблеми сигурно има, но ако се вратиме на она што го претходно зборувавме со колегите, значи состојбата со системот на со решението за здравствениот систем во моментот, значи ми се чини дека не одговара со тоа ограниченост на нашите можности, би рекол. Ние што сме повозрасни, знаеме дека некогаш сме имале можност да праќаме и на компјутерска томографија, и на магнетна резонанса директно, и на некои други на други поспецифични испитувања. Сега да, сме ограничени и она да кажеме што сме го работеле, да кажеме првите 10 години од воведувањето на дел на примарното здравство како приватен сектор, значи веднаш на некој начин ни прават рестрикции. Што се однесува до вашето прашање за лек по нарачка, веројатно многу од пациентите имаат достапност било до, да кажеме, информатичната технологија, до новините, може да ги следат, но има и такви што во разговор со другите пациенти си бараат поедини лекови. Тука понекогаш доаѓа до судир, значи меѓу лекарот и пациентите. Така е. Постои ли судир или исполнувате желби? Не. Значи некогаш и пациентот е во право. Значи видите, значи ја не верувам дека постои некој лекар ако е убеден дека треба да му се напише лек, дека не го напишал. Но сепак да кажеме може да се случи да некој дојде не сака преглед, сака лек. Во тој случај, значи не само јас, него и повеќе од колегите, од колегите не прифаќаат да препишат лек. Тоа може да се рефлектира на повеќе начини. Да кажеме, може пациентот да се налути и да се отпише од кај вас, но значи ние мора на некој начин да ги обучиме, да ги научиме нашите пациенти дека лекот, значи не е бомбона што може да се земе, туку лекот покрај лековито дејство има и многу несакани дејства кои само лекарот може да ги утврди дали лековитата супстанца е пополезна од отровот што го прима. Прима тоа ние воопшто не размислуваме, значи лек не може да се даде по порачка. Не е маркет, се знае кои лекови можат да се земат во маркет, андолчи, аспирин, С-витамин и тука завршува. Консултација со фармацевт. Која е просечната старост на матичните лекари во државата? Па веќе 1500. Да, значи просекот е 58-59 како што кажа колегата. Возрастни се моите матични колеги. Голем број од нив се со нарушено здравје. Значи имаме ние меѓу нас луѓе кои што работат со хистеректомии, кои што работат со карциноми, со хемотерапии примат, заради тоа што проблемот во примарното здравство е и да и ако сте болен, вие мора да продолжите да си работите, заради тоа што и нема кој да ве смени. Значи проблемот е не може да се најде некој времен или заменски доктор, едно од барањата имавме и такви. Така да сметам дека моменталната состојба на врвните луѓе кои што креираат здравствена политика треба да ги отворат своите врати, а не да се затворени. Мора да прават работилници со професионалните здруженија за да купат мудрост, заради тоа што сите тие ги се поставени од некој негде, дојдени од негде, но не ја познаваат ситуацијата како што ја познаваме ние. Само ако постои таа трилатерала доктори, фонд и министерство и да седнеме на иста маса, тогаш они би можеле да купат мудрост од ние кои што сме 25 години на терен, поминале многу министри за здравство, поминале многу директори на фондови, некои многу работеле, некои не сме ги ни виделе. Значи, сакам да кажам да мора да правиме нешто сериозно, да комуницираме и да почувствуваат докторите дека има реформи. Во моментот не чувствуваме дека има реформи во здравство. Да видиме какво е мислењето на Ненад Лазаров од Асоциацијата на млади лекари и специјализанти. Една кратка изјава, со него разговараше колешката Ивана Стојкова. Се труди ли државата воопшто да ги задржи младите лекари тука?
кај нас постојано се наоѓаме во една ситуација да гасиме пожари активни во моментот. И многу малку време останува за стратегија. Она добро е што го спомнавте, кај нас фали државна стратегија. Не само на хартија, кај нас фали да се направи, сега ќе вулгаризираме еден план кој што нема секоја наредна власт да го поништува и да почнува од нулта точка. Наш став како асоциација на млади лекари е дека треба да се заврши веќе со било какви популистички мерки и дека е дојдено време за да не се дојдеме во ситуација да луѓе ни умираат по улици, да овој систем стопираме, замрзнеме и да направиме нешто ново. Не би можел се точно да локализираме и тоа ова се неколку работи кои што потхитно мора да се сменат бидејќи е недозволива ситуација. Од друга страна имаме популација на млади општи лекари кои што се соочуваат со суровоста на целиот систем и неорганизираност. Од пред некое време Фондот за здравство почна да субвенционирано исплаќање на капитација за млади матични лекари што ќе почнат да работат во некоја сума што во моментов изнесува околу 45.000 денари. Но вака кога ќе ја спомнеме како сума, луѓето помислуваат дека тоа е плата за тој лекар. Не, тоа е целосната сума што он ја добива. Во тие пари треба да се платат просторот, значи оние режиски трошкови, треба да се плати тим што е составен минимум од една медицинска сестра и лекар и не знам како е изводливо тоа и како некој замислува дека е возможно да се случува. Имаме ситуација кај што секојдневно се затвараат ординации, а многу мал е бројот на нови ординации кои што се отвараат. И ако вака продолжиме, нашата проценка е дека 2023-2024 целосен колапс ќе настане. Ќе ја искоментирате ли изјавата на вашиот помлад колега? Имате ли пред се разбирање за помладите доктори и дали се тие добро примени и платени во вашите ординации? Здравствени установи. Би можеле да. Секако сметаме дека ние како ФЕЛА се поддржуваме сите во однос на барањата на примарното здравство и обстанокот е ова е вистината дека за кратко време и за неколку години на вистина ќе се случи колапс. Ние како ЗПЛРМ алармираме со години. За 5 години во Берово 5 доктори ќе одат во пензија, 2 може да останат, ако до тогаш не се иселат. Има региони каде што има само по еден доктор, значи има региони каде што има еден гинеколог и тој породува и прегледува и не оди на одмор со години и со векови. Значи ова веќе сакам да кажам дека катастрофална состојба заради тоа што и докторите се некогаш пациенти и ние мора навистина не само да кажуваме дека се прават реформи, суштински реформи фалат, да не се доведе Македонија да умираат луѓето од слепо црево, бидејќи еве еден апендицитис акута може и лесна хируршка интервенција, хирурзите така коментираат, но ако вие не реагирате на време, може да прсне слепото црево и пациентот не смее човечкиот живот да биде ефтин во Република Македонија. Тоа е најскапото нешто во Македонија. И ние сите како ФЕЛА мора да алармираме и мора да правиме реформи во кои што ќе ги задржиме младите доктори, да може да не сменат, бидејќи во првите години на вистина од 10, од 100 доктори матични ние сме стасале до 1500 и 700, а последниве неколку години многу е мал бројот на нови матични доктори. Платите си одат во странство, што е проблем? Па си одат во странство. Друго, во Источна Македонија колегите и кои што се собственици на амбуланти не можат да дадат сами на себе квалитетна плата по 15.000 денари. Веќе од средината Вардарскиот дел на Македонија и западниот можам да кажам може до 30.000 денари да се движи на плата на вработен доктор, но во Источна Македонија каде што нема народ, кажете ми собственикот не може да си даде 30.000. А вели капитацијата која нема народ, значи нема што вие да направите. Како е вас ситуацијата во регионот кај вас? Во регионот е исто, затоа што ние сме дел од Источна Македонија, се намалува бројот на пациенти, додека бројот на лекари засега уште тој оној што треба да кажам оптимално да се обслужат, меѓутоа старосната граница е исто така висока. Во делот на заменувањето на младите лекари, констатација е општа дека младите лекари прво не се чувствуваат сигурни кај нас. Точно е дека постојат директно личните примања са мали и оној кој што исто така има претходна ординација со тој фонд на средства кој што располага според капитациониот систем на вреднување не може да даде повеќе од онаа колку што добива. И тие многу лесно посегнуваат по тоа дека заминуваат во Германија,
најчесто за сега тоа е актуелната земја, затоа што им се гарантира една сигурност во државата, добиваат специализација, сигурност во напредување на својата професионална дејност, значи сигурност во личниот медицински напредок и нормално дека вложуваат се во себе да се усовршат, додека нашиот систем, барем за сега, не нуди скоро ништо за младите лекари да ги стимулира, да ги мотивира, да даде една поголема активност за тие да би останале овдека да продолжат да работат. Значи во делот на реформи кои што треба да се спроведат моментално во здравствениот систем, затоа што примарната здравствена заштита треба некаде 80% од случаевите да ги решава на примарно ниво, односно оној прв контакт со пациентите и за доброто на граѓаните и на пациентите. Меѓутоа, кај нас тоа се изместени такви вредности, скоро насекаде по светот се знае дека 80% треба овде да се решаваат. Значи, првата и основна работа... Ве прашав, постои мислење дека матичните издаваат само упати и даваат рецепти, дали ги решаваат 80% од случаи. Не, значи ни приближно не ги решаваат, баш поради тоа што се потребни тие реформи, Прво е потребна реформа на Законот за здравствена заштита, потоа е потребна промена во делот на финансирањето на лекарите, значи потребно е исто така промена на одредени подзаконски акти или договорите кои што се склучуваат со Фондот за здравствено осигурување. И како четврто, потребно е реформа, односно растеретување, тоа се можеби повеќе технички проблеми, растеретување од преголемото административно работење на матичните лекари. Страшно, сега е администрацијата обимна. Пред да поминеме на проблемите, јас само сакам да ве прашам да го објасните нешто што малку се збунија граѓаните деновиве кога лекарската комора и министерот Филипчи излегува дека со изјавата она што вие одамна го барате, дека е подобро пациентите да се водат на приватната здравствена установа отколку на докторот. Што ќе значи тоа? За вас ќе значи сигурно, но што ќе значи за пациентите? Менува ли нешто? Да, и така менува многу и за пациентите и за докторот и за докторите. Менува сигурно и за подобрување на целиот систем на лечење, затоа што доколку би било, значи, тоа што министерот го вети, доколку би сите пациенти биле на ординацијата врзани, а не на докторот, би можело подобро да се организира целиот систем. Еве, ќе кажам неколку примери. Првиот пример, значи, ако се води матичен доктор кај докторот, а не кај ординацијата, во случај докторот да замине, значи сите пациенти што се пријавени кај тој доктор се ослободуваат и остануваат без лечење се додека не се прикрепат на друго место. Не можат ли веднаш да најдат матичен лекар? По автоматизам не може. Останува без пациенти, но не, зборувам, може да најде веднаш матичен. Значи, зборувам ако има двајца доктора и да нема и еден доктор, значи сите се ослободуваат. Сите до еден. И тие пациенти доколку им е потребна во моментот било кој лек, они не можат да го реализираат, затоа што кај нив кој ќе се вклучи во компјутерот ќе постои дека немаат избрано матичен лекар. Таа процедура може веднаш да се реши, може да не се реши. Ама поголем проблем е кај оние кои што имаат повеќе лекари во. Зашто? Затоа при постојан лекар кој ќе отиде еден лекар на специјализација или во пензија или во било што, или ќе се разболи, не дај Боже, сите пациенти се ослободуваат. Ако може, значи тој може да се регулира одмака и замената во истата ординација. Но ќе биде процедура која ќе трае, да кажеме, многу долго време да сите се прикрепат. А доколку биле на име на ординацијата, тие си имаат право, значи, прво, во било кое време да си отидат на доктор, кај било кој доктор, да си ја завршат работа, да добијат упут или да добијат преглед, да добијат совет некој и така натаму. И пациентите не се шетаат, а докторите и самата ординација добиваат некоја сигурност за континуирана работа на таа ординација и континуирана заштита на самите пациенти. Тоа го барате одамна, нема најава кога ќе биде, но ете, како една најава се појави. Знаете како, значи мислам дека ако претходниот министер господинот Таравари обеќа, значи исто даде изјава имаше дека тоа ќе биде до крајот на јануари,
Сега имаме нов министер во кој што исто така притискаме медиумски, ги елаборираме нашите проблеми и сметам дека и како и да се менуваат министрите, она што е обеќано од една влада треба да се реализира. Значи оваа влада ова не е некое болно прашање. Значи прво не задира во буџет. Така. Значи ако нешто не кошта пари, а кошта само бенефит за докторите, кои што се многу битни за државава и за пациентите, значи секогаш ги кажувам и двата фактора кои што се многу битни, како ние, ако сакаме, ако си замине докторот и сакаме да вработиме млад доктор, од што ќе му дадеме веднаш квалитетна плата? Ако е избришана капитацијата од претходниот. Но ако пациентите се на ПЗУ, тогаш веднаш ќе можеме финансиската рамка на ПЗУ-то ако стои, веднаш ќе можеме на младиот доктор да му дадеме квалитетна плата. Тоа е едниот бенефит за докторот. А другиот бенефит е заради тоа што во моментот имаме состојба на електронски картички кои што се истечени и не функционираат и сите не живеат во Скопје. Замислете матичниот доктор да е во Конопиште. Како ќе треба тој доктор, значи ќе треба, ако картичката е истечена и картичката на матичниот доктор, ќе треба во Кавадарци да оди и ел образец да носи, а пациентот да ја добие услугата дури наредниот ден. Значи сите не живеат во Скопје. Извинам уште нешто ако може да додадам, што се однесува на младиот доктор што коментираше за тешко за вработување, не може да се живее со тоа капитација почетна од 40.000, тоа е точно, но може би за дел од младите лекари кои сака да се вработат кај некој што веќе постои подолго време доктор во некоја ординација, значи има тука уште еден проблем. Да кажеме, има многу доктори што барат втор лекар, некој и трет, но поради постојање на затворена значи, мрежа, кај што мислам нема простор за уште некој, иако има пациенти, тие не можат да се реализираат. Веројатно треба да се направи повторно некое или ревидирање или да биде пофлексибилна, или да се направи пофлексибилно да биде тоа, значи овој период, овој округ мрежувањето така. Да, мрежување. Може би тоа е дел, но може би е проблемот и цела ова состојба да многу сакаат надвор од младите да идат, бидејќи не се задоволни, дека се нудат и добри плати за да се вработи, а пак бегаат надвор младите. Значи тоа е веројатно движење едно што треба, мислам, коренито да се реши. Тренд на целиот Балкан, но ситуацијата не е добра. Сепак треба да се менува вредносниот систем на медицинскиот кадар скоро секаде. Во која смисла вредносен систем? Вредносен систем во кој што мора државата да гарантира некој минимум за одредена плата која што би работил. Како ќе ги изнајде тие средства? Дали ќе бидат по кој механизми, кој методи, тоа воопшто не е битно. Затоа што за мене несватливо е да некој лекар или стоматолог, пошто имам слушано дека во Скопје примаат плата која што е испод просечната плата во државата. Мислам дека тоа е по 12 и по 15. Да, тоа е тотално деградирачки, тотално демотивирачки и затоа мора да се менува тој систем на наградување и мораме да вреднуваме според квалификациите, способностите, па и според самата стручна определеност на медицинскиот кадар. Тоа е една исто така многу битна работа која што треба да влезе во делот на реформите. Ќе кажете вие малку подоле, сакам на почеток да објасниме, можеби малку ги збунивме, граѓаните не знаат што е матичен, а што е семеен, да објасниме таа разлика, што е матичен лекар, а што е семеен лекар. Јас знам, беше предвидено со реформите пред неколку години за подобро интегрирање во Европската Унија, нели сите општи лекари до 2020 година да станат семејни лекари. Што подразбира семејниот лекар? Повака сега јас нели припаѓам колку семејни лекари сте во државата? Моментално во државата сме 330 семејни лекари и плюс околу 100 кои што се на специјализација. Тоа значи постои катедра по специјализација, постои и доедукација за повозрастните. Значи, што е семејен лекар? Семејен лекар е фактички една превземена специјализација која што е постое во европските земји. Исто така семејната медицина е доста развиена во Америка и во другите западноевропски земји. За Македонија да се интегрира во Европската Унија,
односно Европската Унија во 2005 година има донесено своја агенда во која што ги обврзува скоро сите држави кои што немаат воведено специализација по семејна медицина да ја воведат истата специализација како би можеле да прават некој по интегративен систем во здравството. Каква нега медицинска здравствена заштита пружа семејниот лекар? Дали тој пружа поинаква поинакви услуги од матичниот? Која е разликата? Сите лекари со промените кои што настанаа, сите постанавме, сите што работеа во примарна здравствена заштита, значи во различни здравствени домови, постанаа сите матични лекари. Значи тоа беше со одредена законска регулатива. Во 2010 година се отвори катедра при медицински факултет за семејна медицина, меѓутоа таа целата постапка во реформите во здравствениот систем се намали. Значи што опфаќа семејниот лекар? Семејниот лекар засега постои специализација која што е 3 години и за постарите лекари постои до едукација. Што значи тоа? Тоа значи дека еден општ лекар ќе прегледува и уво, ќе прави гинеколошки прегледи, како што беше замислено, какви услуги нудите вие како семејни? Значи тоа се клинички вештини кои што се изучуваат според одредени стандарди пропишани, значи одредени протоколи и сите тие работи, меѓутоа најмногу за сега се осврна да семејните лекари малку повечко ја преминуваат практиката на медицина базирана на докази и соодветни клинички вештини кои што ќе се применуваат во примарната здравствена заштита како би се издигнало нивото, значи со тоа би било да и да се заштети грижа во секундарното здравство. Кај вас да се решат поголемиот број од проблемите да се решат на примарно ниво. Значи тоа се посебни, за да се решат посебни специфични здравствени проблеми. Кои не кажете, наброите ли нешто? Па општо еве типичен пример да земам. Сега да имате една обична посекотина, мора да го пратите на хирург. Посекотина која што може би треба само да ставиш 2 конца, која што е толку едноставна. Јас лично го правам, да. Значи едноставна клиничка вештина која што треба да ја направиш. Меѓутоа, од друга страна, сите оние рестриктивни мерки те ограничуваат. Треба да имате и медицински потрошен материјал за такви работи. Сами си го набавувате. Па во оваа ситуација го набавуваме. Меѓутоа, за кога би било она промена и вистинска реформа, тоа би требало да постои и соодветно дополнително наградување. Вашиот став за семејната медицина? Сдруженијето на приватни лекари во Република Македонија, кажавме дека просекот е 58-59 години, смета дека она кое што е осмислено на почетокот, значи може било во некои дадени услови замислено добро, може идејата била добра, но бидејќи кај нас проектите траат додека трае некој министер. Сакате да кажете ова е уште една пропадната реформа? Ова е уште една пропадната реформа која што не се завршила до крај. Заради тоа што вие не можете да правите селективни гасења на пожарчето, па и сега ваков проект, па така. Не може да се прави во Република Македонија проекти со капитација и средства на матичниот доктор. Ставот на ЗПЛРМ е тој. Ниту нешто може да биде обавезно, ниту може нешто да се стави во закон и некој да го тера со сила секој после завршување доди на семејна. Тоа не иде во обзир. Значи тоа е став на приватните доктори, кои што во примарното здравство вие имате специјалисти по трудова, имате специјалисти по школска, имате специјалисти по општа медицина. Значи вие се конфронтирате во тој дел. Значи треба да бидеме јасни дека кој сака, и јас сум специјалист по семејна медицина. Да, но јас отидов за да видам, за да може на мојата фела да ја пренесам. Значи прво вие не можете една смена да држите во амбуланта и една смена да одите во Скопје на клиника, а башка да не кажам нели каков е односот таму и секој ве гледа семејна, кој сте вие, нели, шо барате тука и така. Значи мора нешто системски да се решава. Никогаш не сум за површни решенија. Беше едно време кажано дека ќе има и посебен бод и дека ќе се стимулира. Ние мора да го смениме законот за здравствена заштита. Не може во истите простории кај што вие прегледувате бебенце, заради тоа што ние сме од 0 до 100, да шиете рани, да ви дојде некој со чир на задникот. Ме разбирате? Значи сакам да кажам, имаме ние концесионери, еве еден во Скопје кој што има, јас одам низ цела Македонија. Најмалата амбуланта има колегата Владо Мајер. Вие не можете во простор во кој што отварате вратата и веднаш вие креветот да правите гинеколошки преглед или брисеви. Ние не сме Холандија. Значи, има доволно мозок во Република Македонија и нас не ни требаат странци и си ги знаеме можностите и здравство се прави спрема условите овдека со оваа фела и со овие доктори. Се е добро што е авангардно и напредно и кое што ќе му пружа на нашиот пациент, бидејќи матичниот доктор кога се осмисли
Значи, во 92 година беше што може повеќе да се завршат услуги на примерно ниво. И тоа беше смислата и беше плаќање по учинок. И така вие го стимулирате матичниот доктор да биде подобар, да пружа се повеќе. Ние тогаш ти купивме апаратчиња за шеќер, отоскопи, екагиња во секоја. Да, ви беа дадени првата година. Не, сами си купивме 92 година. 92 зборам. После знам дека ви дадени евра фондот. Проектот со Бруно Гомес кога беше, така да имаше некоја тогаш континуирана медицинска едукација во која што помина и тогаш требаше сите кои што помина да добијат звање специјалисти по по семејна медицина, кога беше почитуваниот професор Дума председател на лекарска комора. Но како се менуваат луѓето, така некако се менуваат и нештата. Уште еднаш кажувам дека треба да се земе во обзир старосната граница и колегите кои што се по 60 години, нема шанси пред пензија доди некој да се мачи, да се малтретира за тоа што тоа се веќе луѓе со нарушено здравје. Семејна медицина, лекари од семејна медицина подразбираат и одење во домашна посета, затоа што ве прашувам, затоа што ние како новинари пред повеќе години бевме и во Холандија и во Естонија и гледавме како тие функционираат на терен. Двајца лекари се едниот го ја спрема торбата, има повеќе и оди дома. Кај пациентот. При 140 влеза во чекална. Додите на терен. Значи, ние треба систем да менува. Би само сакал да додам дека, значи, семејната медицина, ако мислите дека некој е проект, не е проект, можеби тоа е за касната реформа која што не е доволно спроведена како што треба. Тоа си е регулирано во законска регулатива. Зошто ли во законска регулатива? Затоа што Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување, семејна медицина си постои по специјалност како и сите други специјализации. Што се однесува до тоа дали некој може да врши одредена дејност или не, значи постои пакет. Значи треба да се усвои пакет на услуги и во тој пакет на услуги можеби јас нема да сакам да вршам сутура и мене нема да ме плаќат по тој пакет на услуги. Значи суштината е што треба да продолжи степенот. Да бидете вреднувани. Да, инаку мислам мора да сватиме и да разбереме, ние не сме против секоја чест на колегите матични лекари. Јас конкретно лично сметам дека ни еден матичен лекар не си ја завршува работата онака како што треба. Мислам од сите матични лекари, барем нешто што најмногу во оваа држава си ја извршуваат своите работни задачи, тоа се матичните лекари. И нормално дека и ние како здружение, па исто и од Центарот за семејна медицина, нема потреба да се врши на некој се притисок на лекари кои што не сакаат. Меѓутоа сепак мора да се има па и предвид и оние кои што вложиле свој труд, кои што вложили своји средства да се доедуцират, да се доусовршат, да воведат некои нови практики, сепак и тоа треба да се цени и да се поштува. Значи одредени ординации со тој пакет и со тој принцип и начин не мора да го прифати тој пакет за да работи. Сте го понудиле ли тој пакет? Некаде сте преговарали? Пакет на услуги е понудено до Министерството за здравство, а до Фондот за здравство не, затоа што тоа треба прво Министерството за здравство да уведе како генерална политика, да помине тоа и потоа да почне да се спроведува целокупната таа работа. Инаку семејната медицина, мислам мораме да разграничиме некои работи, не е нешто што ние мораме тоа да го спроведуваме. Семејната медицина во сите балкански земји и во Западна Европа постои. Значи тоа постои скоро сите наши соседни земји. Поради тоа што нашето здружение комуницира со сите овие, конкретно еве и председател на Асоциацијата за Југоисточна Европа е член од нашето здружение доктор. Имате ли услови да ја спроведувате таа семејна медицина? Можете ли да препишувате повеќе лекови сега? Не, па затоа што е стопирана целата реформа во здравствениот систем. Ние не можеме, ние работиме исто заедно работиме. Проблемите ви се исти. Проблемите ни се конкретно заеднички во тој дел. За ова? Сега ве прашувам како представник на комората, можете и ваш личен став после. Прво, малку историја, ќе се вратиме малку, само 2 минути. 99-та година, значи исто беше проект, исто беше само тогаш се викаше фамилиарен доктор, кога ние сите посетувавме и правевме и сутури, и правевме и вагинални прегледи, и правевме ректални прегледи, и правевме многу нешта. Добивме сертификат за фамилиарен доктор и сето тоа, значи, поради нешто пропадна. Сега, малку дегресија. Во Црна Гора, истото се важеше и за Црна Гора, и она иде во Европска унија. Црна Гора, сите оние што има, мислам, 15 години стаж, сите ги промовираше во фамилиарни доктори без ништо да плати.
А кај нас имаше, значи, вретја, сакаш, сите што имаат над 14 години, де факто. Значи, исто само името е. Што се однесува до работата, значи и колегата рече, значи ние сме сите матични доктори, само што се тие специјалисти по семејна медицина. Пакетот поддржан од лекарската комора е даден на ова. Во министерство? Во министерство. Но што е проблемот? Значи, не е проблемот пакетот да се донесе. Проблемот е да се најдат пари за реализација на тој пакет. Зашто? За да се почне таа структура, треба да се има асептички услови. За да се почне вагинални, односно земање брисеви, треба да се има гинеколошки стол, кој не може да биде на сред ординација, него мора посебен простор. Потоа, колегите гинеколози во никој случај не се сложуваат со тоа да се зема вагинални брисови или некои други интервенции. Значи, тука има сплет на околности. И тие се во примарно здравство. Сега, чекај, колега. Вагиналниот бриси не е во листата на услуги, не е во пакетот. Беше пред... Може би е било предлог, меѓутоа не припаѓа во таа листа. За семејната медицина. Значи, ние специјализацијата по семејна медицина ја поддржуваме. Апсолутно. Лекарски ставот на Комисијата за развој и следење на реформи ја го поддржува. Но не поддржуваме сите обавезно да има специјализација по семејна медицина. Веднаш ќе ви кажам зошто. Значи, имате млад доктор. Значи да биде избор на доктор. Апсолутно, као сите други специјализации. Ние никого да не му поставиме услов. Да, тебе ќе те вработиме ако специјализираш семејна медицина. Туку, ќе те вработиме, ќе работиш малку 5 години или колку, па одлучи се сам. Дали се пренаоѓаш во семејната медицина или не. Семејната медицина може би е малку за младите доктори по-неатрактивна специјализација. Со повеќе работа, со повеќе, во смисол многу администрација, многу и да кажеме како се стеснува поради обемот на работа административна и да кажеме намалувањето на нашите можности во смисол ограничување на разни и интервенции и можности за понатамошно Обтоварени сте со... Не, немаш можност сам да го решиш затоа што си со некоја ограничување не од смисол на знаење. Сите доктори што имаат, да кажеме, 10 години стаж, можат да решат како ќе го диференцијално диагностички завршат некој пациент. Но сепак, значи, со обврската да ние за се пратиме, за една тироидеа, најобична или тироксин, да не можеме сами да пратиме, да го малтретираме. А еве, обидете се, не знам дали имате предвидено прашање за тој упатот што е приоритетен или за упатувањето, мој термин, тоа е огромна една работа. Затоа да побрзаме малку. А иначе, еве, директен одговор, значи, ние не сме против семејна медицина, дали само не сме... Министерството за здравство има став за ова? Сте разговарали ли со нив? Јас побарав представникот тука, но изгледа не се баш спремни за ова и рекоа дека немаат кого баш да пратат. Сте разговарале ли, има ли ова политичка гарнитура сега став? Не, ставот на политичката гарнитура не го знаеме во тој дел. Да, ново министерство. Јас лично не го знам ставот каков е во овој дел, меѓутоа факт е дека нели за да специјализираш или за доедукација постои конкурс. Значи тој конкурс го распишува медицински факултет. За да го распише медицински факултет мора да се повика на некоја законска регулатива. После тоа лекарска комора издава лиценца. Исто така и лекарската комора за да издаде лиценца како специјалист по семејна медицина, исто така мора да постои некоја законска регулатива. И до овдека се стопира целата работа и целокупното функционирање на тој дел. Суштината е што сите тие специјалисти по семејна медицина не можат ни да регистрират специјалистичка ординација и слично. Сведоци сме на тоа и дека многу пари се вртат околу тоа. Значи и самите специјализации, без разлика на самите пари. И самите специјализации и едукации, колку кошта една едукација? До едукација за семејна медицина. До едукација, значи тоа за сега е лично секој 90.000 денари. За сите ние кои што сме постари од 14 години кои што имаме пракса, значи 90.000 денари плаќате, плюс имате трошкови патување секој ден до Скопје или независно во викенди во прилет. Значи тоа е 6 месеци во кои што вие не се прибирате дома. Значи станувате Сабајле во 6, одите на клиника од Сабајле, се враќате поручек, работите до 11 во амбуланта. Добро, но и вие, вашето здружение исто така имате некои обуки
предавања кои што сега се стопирани во моментот. Што е проблемот? Сега имате некоја конфронтација со лекарската комора околу тоа. Зошто сте стопирани? Значи, председателката на лекарска комора, кога отидовме да преговараме со фондот, единствено има едни предавања, кај вас има други предавања. Гледате, секој здружение, секој здружение по статут може да си прави, да си организира, заради тоа што ние така се грижиме за нашите колеги да им обезбедиме 20 бода кон лекарска комора. Значи, лекарската комора, за да се лиценцирате по 7 години, ви бара 20 бода да имате секоја година, за 140 бода. Така да ние како здружение прв пат направивме од 2010 година навеќе од 11 да во секој град има предавања, колегите да не мора сите во Скопје да трошат. Колку тие предавања? Значи 1200 денари е не 4 до 5 предавања, независно за како ќе ни ги акредитира лекарска комора, а 1200 не е чланарината. Одат сајтот кој што го е прозорец кон светот за сите матични доктори и сите други структури во државата, каде што со еден клик се информираат сите, кошта 3000 евра плаќаме за администраторот, се плаќаат просториите каде што се држат, се плаќаат координаторите кои што идат и така. Околу лекарската комора, кажавте ви ги сугерирале, мислите дека тие сугерирале да се прекинат предавањата? Значи председателката на преговори со фондот кога бевме, единствено тоа побара, што беше најчудно, уопште тоа не беше одлука ниту на комисијата на реформи, ниту на извршниот на лекарската комора. Значи ние бевме договорени да одиме со пациенти на ПЗУ да бараме, кое што е стратешко за опстанокот на примарното здравство, и сега тоа е од фондот, да речеме, исклучено од новиот анекс на договори, и уште една казна е намалена, така да тоа се новите измени кои што се во следниот анекс. Иначе сметам дека преговорите очекувавме да бидат многу по, да речам, конструктивни, заради тоа што имаме многу теми, имаме многу да разговараме и да преговараме, но ете, да речеме, тоа се само некои измени кои што воопшто не допринесуваат за подобар живот на примарното здравство. Има ли некакви планови во делот на реформите или тука се застанати работите? Добро, ја бих сакал уште нешто да кажам за тој состанок кој бевме. Значи, бевме една голема група составена од матични лекари. Не. Видите што е од интерес. Не, апсолутно. Значи, тогаш беа многу голема група, едно 20 луѓе, бевме на состанок со директорите на Фондот за здравство, така да немаше можност да си ги кажеме сите барања наши. Ние тогаш се концентриравме на 4 клучни барања што ги дадовме, и мислам дека тој состанок што го имавме поќе беше од некој информативен карактер за новиот директор на фондот, отколку што нешто да се реши. Што се однесува до тие предавања што ги одржува предавањата не се укинати, ниту се стопирани. Предавањата ќе се одат затоа што се тие акредитирани од лекарската комора со бодови колку што се, значи има ми се чини 5 предавања по 4 поена, тоа се 20 поена, само се укинати како цел за реализација на целите што ни се обврзувачки од фондот. Значи ние ќе се идеме со тие за едукација за продолжување на релиценца. Мислам дека тоа ќе се продолжи. Значи а што се однесува, да. Приоритетните упати рековте. Да. Приоритетните... Си ставаат ли многу приоритетни упути? Има некоја преднајава дека можеби тука малку ќе има рестрикции? Значи, мислам дека уште претходната гарнитура увиде дека не ги оствари очекувањата овој приоритетен упут, затоа што да кажем повеќето од пациентите не го разбира што е тоа приоритетен, мислеа дека е хитен и дека одма ќе се примат. Значи приоритетниот упут требаше да биде само за некои работи кои се обврзувачки да се направат во одреден период. Се издаваат многу. Се издаваат многу. Сега немам увид во тоа колку, ама во секој случај има злоупотреба од тој приоритетен упут. Од чија страна, од лекарите? Не од лекарите. Не верувам дека никој лекар не би направил нешто такво. Има од пациентите кои мислат, секој за себе мисли дека е приоритет. Го мешаат приоритетното со хитноста. Приоритетниот важи 5 дена или 7 како важи. Не, знаете што? Значи они мислат дека е тоа хитен упут. Треба да се знае дека за хитно не треба упут. Не треба. За хитни се иде директно во ургентен центар без ништо, било кој ургентен. А приоритетот не значи приоритет на преглед.
Приоритетниот упут важи 5 дена и во рок од 5 дена он може секој ден пациентот да иде и да не биде И да не биде прв. Тоа е едното. И втората пациенти. работа што мислам дека би требало, многу од специјалистите, одите земите с приоритетен упут ќе ве примам. А тоа ние како матични не смееме да... Значи, има случаи, ако не го оправда приоритетот што си го напишал како тако, доаѓа, значи, извештај, прегледот не беше приоритетен, тачно на извештај. И може тоа може да можност од казни. Може би самиот термин е малку незгоден, приоритетен, кога би бил дополнителен упут, може би друго јаче би било. Меѓутоа, еве, кога сме кај упутите, би дал една така за сугестија него повеќе. Сведоци бевме кога во информативните средства слушавме дека за период од 2 или 3 месеца толку се реализирале толку и толку специјалистички упути. Меѓутоа, како информација тоа произлегува дека, значи, колку многу се упатува и колку многу специјалистите работат. Меѓутоа, ако влезеш во квалитетот... Позитивно нешто кажувано, но... Да, ама ако нафлезеш во квалитетот на упутот, ќе видиш дека 60 до 70% од упутите што се упатени за специјалистите не е оправдани. Него се само за поради тој режим на припишување на терапија за одредени антихипертензиви, инхалатори. Дека вие немате право да припишувате. Да, немаме право за основни банални работи. Тоа значи шетање на матичните лекари се доволно едуцирани и ги знаат тие работи. Приоритетниот упут е измислен тачно за ова. Значи, за препорака на лекови и препорака за боледување. Кај што не треба критериуми некој. А приоритетните упати се злоупотребени, значи да мислат еве хитно и ќе добијам приоритетен упут. Но во ситуацијата па се злоупотребени пациентите, видите, значи има тука уште еден момент. Во секундарно, во терцијално, само знаете што, има тука уште еден момент. Момент што на мој термин не може да се најде термин. И не може да се најде термин со месеци. Нешто не може. Во последно време не можат ни приоритетни да се најдат. Па некои болници сами ги блокираат. Некои сами така да многу е тешко и многу тешко на пациентите им се објаснува дека системот не пушта. Па има секакви реакции има. Како се снаоѓате со без електронски здравствени картички? Па делот ги нема, не постојат, не се изработуваат, завршиат со термините. Па кога бевме кај Таравари, кога беше министер, ние му дадовме како здружение предлог да се направат во активност да се уклучат токени. Така да со тоа нема да има веќе злоупотреба и значи дали да било картичка или било што со електронски токен да вршиме фактурирање електронско, но и пациент да можеме да се пријавиме електронски. И така да тоа ние постојано како здружение апелираме да електронското здравство оди напред, значи електронски упат бараме исто некој што бари, електронски рецепти, сега вас да ви препишам рецепт, во било која аптека вие ќе го најдете рецептот, значи се гледа. И зошто тоа, значи тие реформи едноставно стопира, а ние ќе намалиме хартија, ќе намалиме трошење на дрва. Ме разбирате, еколошки да размислуваме во однос на заштита на сета таа хартија. Има работи кои што треба да се прават, голем број на доматичните доктори мака мачат, заради тоа што бараат или од сопругот или од жената која што им чисти или роднини, братучеди, па нив ги пријавуваат како луѓе со кои што ќе бидат еден вид со кој што ќе потпишат со таа електронска картичка, бидејќи мислам дека отприлика 500.000 картички се истечени во Република Македонија и јас очекував дека навистина ќе се најде елегантно решение со тој токен и ми беше обеќано усно дека отприлика до јануари сите матични, дури јас прашував треба ние сами ли да си ги купиме, ќе правиме ли работилници, едукации, ме разбирате, да се движат нешто. А сега како се отварате преку матичен број, како? Пријавуваме, бараме картичка некоја која што функционира, дел од колегите, кој на сопруг, кој на роднини. И тоа до крајот на годината. И тоа ќе помине, значи не може ние постојано. Значи ситуацијата е тука ургентна, дека нешто треба да се има решение, значи со електронски токен без проблеми. Не гледам зошто ние со месеци бараме нешто, а никој не одговара, никој не ќе средби, значи не се движат нештата, ме разбирате? За да се движат треба да седнеме, да ги решиме. Значи сега повторно се враќаме малку уназад, да кажеме добро, може да се деси со друга картичка да се прави фактура, но не може со друга картичка да се пријави матичен лекар, пациент. Значи сега повторно треба за секој пациент што се пријави да се оди до фондот и да се пријави. Значи тоа е малку враќање назад 3 години. На картони, на сивите картони. Не, на сивите картони нема ни да се вратиме, затоа што системот функционира и вака ќе отвори, но еве да кажеме дека има проблем со нови книжки, но може хартиениот упут и хартиената рецепта, што нас не кошта највеќе во целиот тој систем, и со тонери, и со хартија, и со амортизација на техниката,
да се замени затоа што го има во системот и секој во било која амбуланта или во било која аптека може да најде тој рецепт. Тоа е една работа и воведување, да кажеме, на годишен рецепт исто така би завршило за хроничните заболувања, да. Така. Да. Дали за клопидогрел, дали за диабетска терапија. Значи, ние имаме пациенти кои што со години и години користат хронична терапија, така да сметам и има, ние не треба топла вода да измислуваме. Има една Германија, има една Словенија, каде што нешто функционира такво нешто. Добро, јас најавувам реклами, па се враќаме повторно во студиото. Враќаме назад во студиото. Каква е ситуацијата во руралните средини? Имаме ли доктори заинтересирани кои би сакале да работат таму? Има ли воопшто некој од пациентите постои ли можност да се оставени без лекари? Зборувам за понепристапни терени. Има, да, значи бројот на доктори кои што порано работеа, да речеме, во огромни региони, како што се Богомила, со години имало. Тука ги ставам и помалите средини, но да не ги заборавиме во руралните средини, зашто тие работат во навистина тешки услови. Да. Постојат такви региони низ Македонија, тоа не е мал бројот. Еве, да речеме, од централниот дел Богомила, Иванковци, Извор, цел живот Бузалково имале, еве, ќе земам во околу Велешката околија, секогаш постоеле доктори, но сега тоа се огромни региони кои што се оставени без доктор воопшто. Така да тие пациенти се приморани да дојдат со автобуска линија и да ги обозуваат. Ако случајот хитен? Да, здравствени, значи сакам да кажам дека секое министерство треба да креира политика. Порано постоеше после завршување на медицински факултет, мораше 3 месеци доди во село. Има ли интерес од младите доктори да одат таму? Воопшто нема. Стимулација? Стимулација 40.000 денари, што е сепак некој почеток, но е навистина многу малку за функционирање на амбуланта. Но има еден фрапантен податок кој морам да го кажам, дека 10 години на овие доктори не им е платено за надоместок за оддалеченост и за руралност. Вие знаете дека за 2017 докторот кој што беше прогласен за најдобар, највреден од Самоков, да државата му должи 20.000 евра. Како тоа да вие како здруженија и лекарската комора досега не се изборат на овие луѓе да им се плати нивниот труд, затоа што одат по непристапен терен, одвоени се од семејствата. Има ситуации со конј како се качуваат во планинските села, со джипови. Таа алармантна состојба во здравството сега што постои и навистина е многу тешко да се избориш, затоа што гледаме дека скоро сите предлози и сите замисли на лекарите во примарната здравствена заштита, без разлика нели како се викат сега, дали матични или семејни специјалисти, мачат за основни елементарни придобивања, односно за наметнување на одредени нови стандарди во функционирањето во здравствениот систем. Јас прашувам каква е неодговорност на државата кон овие тешко да се издействува. Многу тешко да се издействува. Не, значи 10 години се во прашање. Додека сите му ракоплескавме на докторот од Самоников, тој си има своја мака. 20.000 евра му должи државата. Гледате како, значи, во многу земји, кога докторите запрале, се менува министер и се менуваат влади. Значи, тоа е пракса која што постоела. Сега не важи тоа. Сакам да кажам, значи, мора... Ако се смени министерот, нас ни треба министер кој што... се менуваат условите. Нас ни треба министер кој што ќе застане и ќе каже на владата доста со закони секакви, приоритет е здравството и докторите, заради тоа што, повторно ќе кажам, најскап е човечкиот живот во оваа држава и нема ништо повредно од нашите пациенти. Ние постоиме за да спасуваме и лекуваме човечки животи и тоа е суштината на постоењето на секој доктор, кој што си ја избрал оваа хубава професија. Кажувам дека е крајно време, нели, еве и овој министер или било кој што ќе дојде, ние немаме веќе време за губени за експерименти. Но вие ги штитите интересите на докторите. Прашувам како до сега не сте знаеле, не сте преговарале за ова, дали е барано? Никогаш немало пари за доктори. Многу влади поминали, стално велат, знаете, нема, а смешно е, нели, слушаме апанажа се дава 1000 евра на одредени институции, ако некој нели си дал оставка. Кога ќе дојде доктор да зема 1000 евра како што зема судија? Секоја чест на судиите се избориле за својот статус во државата. Кога докторите ќе бидат единствени, заедно на чело со тој кој што ќе биде
борбен председател на лекарска комора и да застане и да каже и на фондот и на министерството, докторите да ги задржиме, прво мора да има фиксен дел, 1000 евра, така ќе ги задржиме и младите, мора да има дополнителен пакет за работа и мора да има манипулативен трошок некој кој што се работи, бидејќи здравството не е социјала, туку е бизнис. Мора докторите да бидат задоволни и пациентите да бидат задоволни. На секој пациент му треба добра апаратура за добра диагноза. Секунди се во прашање некогаш за да оцените дали е апендицит, дали он има стомачна болка. Значи треба добра диагноза, добра едукација. За да сте добар доктор треба да одите да следите најдобри. Баравте партиципацијата да се врати? Како манипулативен трошок. Мора да се воведе за да бидејќи гледајте минутажа за преглед 15 минути, тоа се светски стандарди. Не сме ние на лента. Овдека се работи за интелектуален труд. Дека се соблече пациентот додека го прегледате, па администрација имате голема. Докторот мора да има време, а за да работиме ние медицина базирана на докази, јас морам вас да имам време да ве погледнам во вашите очи. Дали вие имате жолтица или немате жолтица. А не јас да гледам во компјутер, да гледам да не пропуштам бројче од решение од специјалисти или нешто. Дали таа комисија за реформи размислува нешто, има некаква стратегија? Комисијата за реформи веќе го помина ова за што зборува доктор Лили, значи прифатено од комисијата и од лекарската комора барање да на некој начин имаме некој фиксен дел што ќе се прима и друга што бива капитација и еден друг дел што ќе биде по извршена работа. Но се уште за тоа немаме договор. Се уште немаме одговор на таа тема. Се уште. Иначе лекарската комора комплетно значи прифати сите оние, зборам за комисијата. Се иде на комората, да. И званично застана значи над заварањата на матичните лекари. Званично застана. И се уште значи лекарската комора како и сите здруженија. И јас припаѓам на Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија и значи барањата, да, значи сите барања како и на семејната, ние ги поддржуваме и сите оние барања што се од суштинска важност на лекарите од семејна медицина, затоа што ние сме матични лекари, пада простор. Интересите ви се Интересите ни се заеднички. Со иста категорија на пациенти, со сите граѓани. И секако ние како комора треба да се грижиме и за финансиска, економската, социјалниот статус, интегритетот на доктори. Се има чувство дека тие преговори не се одвиваат баш интензивно, малку повеќе се одвива на запознавање, кафе, муабет, така разговори. Интензивни преговори не сме виделе до сега. Интензивни преговори веројатно не се ни уште почнати. Јас реков дека тогаш ние према договорот што го постигнавме, према одлуката на лекарската комора за комисиите за преговори со фондот, значи имаме точно кои луѓе треба да идат на тие преговори. И на преговори не се идат комплетно, да кажеме, примарна, секундарна, терцијална, затоа што сите ние имаме различни интереси. Верувам дека ќе најдеме... Треба нешто време да се спремите за... Не ние да се спремиме, него чекаме да не примат. Да ве примат од Министерство за здравство. Јас би сакала да кажам само кратко да нашата визија како здружение да докторите заедно со фондот и со Министерството, со ужиот круг, треба да има работни појадоци еднаш месечно, во кој што навистина ќе се дружиме и ќе се работи. Одамна го најавувате. Што е со тоа зголемување од 5% ќе ве опфати ли вас како концесионери или... Па гледайте, ние не сме во колективен договор. Не, мислам дека не сме опфатени со тоа, со тие 5%. Не. Јас сум во дилема дали сте вие опфатени. Начинот на исплата кај нас е по капитација, што значи дека тие 5% не сме. Меѓутоа имајќи упредвид дека од кога е почнат изборот на матичен лекар, тоа е 97 година, до сега само 10 денари е покачен цената на капитацијата. Меѓутоа би сакал да споменаме на друга податок, еден статистички податок, можеби не е толку не е можеби толку битен, него што значи поголемиот број на лекари во примарна здравствена заштита. Направена е статистика во Велика Британија, Канада и Америка, земји кои што имаат скоро сличен економски развој и стандард и сите тие други работи. Британија има најголем број на семејни лекари кои што ја обслужуваат популацијата и трошат само 7%
од бруто националниот доход. Канада има помал број на семејни лекари, троши 9%. Америка има уште помалку број на семејни лекари, трошат 15% од бруто националниот доход. Што значи, ако некаде најмногу се вршат заштити, треба да се вршат заштити во примарната здравствена заштита. Да, се штеди во... Анализи кажуваат дека примарна здравствена заштита е најефтината алка во овој систем на лечење. А вршиме еден голем дел од работата. Само работата е парите, да кажем, прераспределбата од буџетот, како се подели. Иначе ние дефинитивно сме најефтината алка од системот на Да, и да се прилагодат, ако веќе има она што реков на семејни, да се прилагодат, да постојат услови за да можат да се ги извршуваат. За да се работи тој пакет треба минутажа, а не може дај доктор ќе јас побрзо и такси ме чека. И да ви тропаат на врата пациенти, влезене половина час. Тоа кај нас е засега тој дел е на отворен принцип, односно или слободен принцип, пациентот кога сака да дојде кај матичен лекар, може би од една страна пациентите се чувствуваат сигурни на тој отворен принцип начин на работа, додека кога би било со закажување или определување на времето. Добро, меѓутоа сепак ние и ова се се содруваме и со тој проблем. Секако, значи мораме да го регулираме влезот. Повеќе кратниот влез на исти луѓе во ординацијата, а тоа мора да се регулира на некој начин. Затоа што тие поиќе што влегуваат помалку имаат потреба од нас отколку нешто чекаат. Веќе во Хрватска е 10 куни од пред недела дена и сметам дека мора навистина да имаме време за оние пациенти кои што им треба, бидејќи сите матични доктори во Република Македонија начинот на функционирање како ургентни центри сме. Значи во исто време прегледуваме, во друго време во истата секунда ви звони некој ви вели лошо ми е, отвори ми болување, не сум добар. Ме разбирате, во другата соба сестрата вели дека на некој му е лошо, така да оптеретеноста на вистина е енормна и колегите мора да им го сочуваме здравјето и ова кој што им ја останат. И уште нешто само малку, ќе кажам, чисто ради кратко, ради малку не дигресија, него можеби не е најпогоден споредбата. Еве во банките одскоро внесоа плюс таксата за нешто внесоа и манипулативни трошоци. Значи имаме, може и ние не мора непопуларна мерка е партиципација, можеби ќе биде популарна да се внесе манипулативен трошок. Но кај пациентите не верувам дека ќе биде баш популарна мерка. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Вас почитувани, ви благодарам на вниманието. Станете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно.